Имам уште еден разговор да ви понудиме во денешната утринска на Тилма. Се радувам секогаш на незиното друштво и драго ми е што после подолг временски период ја имаме денеска во утринска на Тилма. Модната дизајнерка Маја Кекириткова Трајковски. Добре ни дојде, Маја. Добро ве најдовци се, благодарам за поканата. Еве повторно ваша гостник овде како дома се осеќам. И така и треба и драго ми е што го имаш тоа чувство. Ние пред малку многу работи си споделивме зад камерите, ама рите некако и со гледачите да ги споделиме. Јас утринава споменав некако неминовно е овој 17 ноември да се спомене дека е светскиот ден на предвреме родените бебиња, а ти си мајка на две предвреме родени дечиња. Може ли накусо вака некако твојата приказна да ни ја доловиш, затоа што веројатно тие моменти кога сето тоа ти се случила биле посебно емотивни и исцрпувачки за тебе како мајка, меѓутоа еве денес имаш здрави прави дечиња. Па токму така како што кажа, значи двете деца и Лазар и Ева се предвремено родени дечиња. Родени се исто 34-та недела во ист ден, иста килажа. Со нормално, или имав нормална бременост со Лазар, се функционираше супер, одев на јога часови, најнормално, сите можни испитувања кои што се правеа, но во еден момент прокрварев и директно се упатив кај мојот доктор и констатиравме дека плацентата ми е одлепена и мораше да се направи итен царски рез, затоа што беше во прашање животот или на детето или на мајката. Бидејќи сите токсини кога се одлепува плацентата, нели одат во организмот на детето. Така да се роди Лазар, беше 20 дена во инкубатор. Како беше чувството да го видиш толку малечко твоето прво дете? Значи, бидејќи претпоставам дека со Ева колку толку нели си била подготвена, веќе си го изодела тоа искуство, меѓутоа со Лазар сепак било прво. Значи реално него ни гледа, затоа што беше во инкубатор, тоа беше не како во светските клинички центри каде што мајката има допир и скин ту скин кожа, значи за развојот на детето кај нас тоа е се уште недозволено за жал, да. И одев, значи додека бев во болница ме пуштаа во просторијата, нели нормално каде што во инкубатор, но тоа беше онака, го гледаш од стакло, го гледаш од инкубатор, можеш малце да му го допреш рачето и толку, значи детето нема чувство на мајка, нема чувство на дека толку време бил во живел и растел во организмот на мајката, па сега таа мајка му е потребна и низиниот допир и мирис. Значи многу емотивно, многу тешко, јас на никој не би посакала реално. Моите деца и прилично во висока гестацијска недела се родени. Јас знам дечиња кои што се родени по 28 гестацијска недела, значи тоа е не можам да го опишам со зборови. Секој момент, секоја мајка знае како се осеќа во тој момент. Најболното од се беше што јас морав да си отидам дома, детето да го оставам во болница. Значи ние си отидовме празни. Малте не од болница, сите со корпи, со деца, ние празни со куфирчето, со торбичката од која што беше со мене тие неколку дена во болница. Но се заврши супер, детето супер напредуваше, го земав дома, јас бев многу борбена и сакав да го дојам детето, значи мене тоа ми беше приоритет, дека детето мора да прима мајчино млеко и така некако бев... Особено па и ако е предвреме родено, тоа дополнително ќе... Да, бев програмирана, значи се ќе направам, јас сум јарец во хороскоп и со глава во дитодам, да, и што ќе наумам, значи тоа ќе го направам. И кога го земавме дома беше многу тешко во однос на доење се, затоа што тоа беше мало бебе од 2 кила кое што немаше сила да влече и да цица. Тука морам да ја поздравам Даница, која што многу ми помогна од женскиот центар Старта. Малте не 24/7 беше со мене на телефон и ми објаснуваше како всушност... Да, таа поддршка е многу важна. Да, како всушност да постапувам во тие моменти, да не се откажувам, да го будам нон-стоп бебето, затоа што практично ние кога го земевме од болница, он спиеше цело време. Јас мислев дека тоа така треба, а всушност сум требала затоа што не мал спиеат, за да не предува мора да јаде. И да го будам, да му нудам, па му давав од шприц млеко.
долга и широка. Јас мислам дека за ова треба 3 Можеш емисии. многу да зборуваш, само накусо сакам да кажам дека секоја година сама си го одбележуваш и знаеш да го спомнеш овој ден, затоа што претпоставам дека емоциите се пресилни. Да, токму така, значи јас мислам дека до крајот на животот ова како празник ми е денес 17 ноември, секоја година го спомнувам. Истото се случи и со Ева, многу по внимателна бев во однос со нели бременоста со Лазар, мада и со Лазар најнормално се функционираше, да. Се правеа повеќе испитувања во последното 3 месече, се правеа дедимери на секој 5 дена, се беше во ред, но ете пак истото се случи. Истото одлепување на плацента, за разлика од Лазар, Ева не беше во инкубатор, само на обсервација, затоа што во болница ми објаснија дека девојчињата се многу појаки од момчињата, пошто они иста килажа беа, скрос исто се исто. Да не се роди Ева како јарец? И двајцата се јарци. Едниот е на 22 декември, едниот на 14 јануари, и јас на 27 декември. Да, тројца јарци сме дома, да. Ќе го ставиме настрана сега малку овој ден, иако споменав, некако моравме да го споменеме затоа што е посебно емотивен за тебе. Ти јутринава си сподели повторно фотографии од твоите прематурчиња, така ги нарекуваат нели пред време родените бебиња. Да се навратиме на она што тебе те одбележува низ годиниве. Ти си позната модна дизајнерка во нашата земја, меѓутоа за жал се помалку модни настани. Сега, она што изминативе денови се случуваше и беше некако во фокус на вниманието за голем дел од медиумите, беше вториот поред Скопски моден фестивал. Имаше можност ти да го отвориш и на тој начин да си ја промовираш и представиш твојата нова колекција. Ти можеш, ти си силна. Од каде пред се ваков наслов, дали можеби дел од парчињата беа создадени изминатиот период, па дури и во икот на пандемијата, па не знам кога можеби си била најкревка и кога многу патишта си мислела дека се невозможни, јарецот во тебе вели се е возможно. Па, реално во екот на пандемијата, како што и сама кажа, модни настани кај нас не се случува, се некако се сведи на онлайн презентација, која што за жал за мене да, можеби е во ред, но кога ќе прошета манекенка на писта и кога ќе осетиш енергијата и филингот, извинете на овој израз, но морам така да се изразам, да. Сето тоа е многу по моќно и мислам дека фалат вакви настани кај нас во државата. Колекцијата тековно јас создавав колекции, мини колекции, капсуларни колекции, за да нели нормално се одржува тековноста на мојата работа покрај детската колекција која што си тече нормално и колекции за жени. Но сега некако сакав малце поинаку сето тоа да се испрезентира. Секогаш тргнувам, секогаш инспирација ми е жената, таа јака, силна жена која што во себе има нешто моќно. Секогаш ќе кажам дека модата бледе, но стилот останува вечен, тоа е изрека на Коко Шанел, која што се провлекува низ моето творење. Јас сум жена која што не следи слепо трендови, да се разбереме, значи тој се гледа и по твоите колекции. Значи јас имам парчиња по 10-15 години кои што уште ги носам. А сакам да вложам во убаво парче облека, во убава чанта, чевли, затоа што но тоа да не е трендовски и слепо да биде само за сезонава. Затоа што следната сезона тоа ќе биде, нема да биде модерно и ќе биде ставено во ормар и ќе стои така. Да, вложувајте во парчиња облека, но парчиња облека кои што ќе ги носите низ годините. И тоа е мојата парола низ животот, таков е мојот стил на облекување и според мојот стил презентирам и облека која што на некој начин ја наметнувам на жените. Како би опишала оваа нова твоја колекција? И како се задоволна од сето она што се случуваше во сите мол изминативе денови, со оглед на тоа што ти беше и дизајнерката која што го отвори овој настан? Да, добив покана од Скопскиот моден фестивал да ја отворам оваа сезона и ми беше чест и задоволство нормално. Веќе колекцијата ти беше подготвена или наменски можеби ја забрза за настанот? Колекцијата беше во тек на изработка и некако се поклопија сите целата ситуација, мојата колекција со настанот, па ете се испрезентира и овде. Да, задоволна сум со оглед на можностите кои што ги има. Јас мислам дека
направија супер настани. Јас морам да ги поздравам и да ги поддржам за целата организација која што ја направија. Морам да напоменам дека манекенките од клапата која што 10-15 години ние ги знаеме што шета по модните писти и денешните девојки се сосема се разликуваат, што реално не е мој стил, но тоа е. Толку тоа е изборот. Тоа е понудата на пазарот, сакаш да кажеш? Да, толку е понудата, тоа е изборот и на некој начин или така ќе се испрезентира сето тоа. Тоа значи, Маја, наместо да одиме во нагорна линија во поглед на модни случувања, ние сме или статус кво или одиме надолу, за жал. Па за жал, во некои сегменти се движиме нагоре, но во некои сегменти тапкаме во место веројатно или можеби токму така. Одиме надолу. Токму така. Наместо целиот нас, мислам, целата организација се во однос нели да се движи, да има некоја прогресија, тоа прогресира убаво, се е убаво организирано, значи во однос на се, но дел од сегментите јас си разговарав со нив, не се виновни организаторите, толку е понудата на пазарот. Значи тоа е моментално, тоа се нуди, девојките така се чувствуваат, следат некои такви трендови кои што еве моментално можеби се актуелни, но мене не ми се допаѓаат искрено јас како индивидуа. Ова е која твоја можеби поред колекција? Не знам, веќе не ги ни броиме. Не ги ни бројам, 15-та можеби поише стварно. Да, значи фокусирана си и за децата, меѓутоа и секогаш нели да облечеш една добра, односно жена која што би изгледала добро и во спортска и во елегантна варијанта, затоа што често знаеш да ги комбинираш тие парчиња. Споменавме изминатиот период скоро и да немаше модни случувања. Каде твојот порив го искажуваш кога едноставно нема физички нели можност или простор во нашата земја тоа да се случи? Јас некако почнав со социјалните медиуми, со онлайн продажбата, што супер ми оди реално. Во екот на пандемијата се создаде совршен пар делот со детска колекција, каде што овде мислам дека тоа ми беше прав погодок. Сите стагнираа, ние турбо работевме. Мајки купуваа за нивните деца, не правеа роден ден и големи, али ете сакаа некоја фотографија убава со убаво облечено детенце со мека кукла за да имаат како некој спомен за нивното дете. Секогаш се водам од паролата дека да, можеби стагнираше целата ситуација сегде во свет, не само нели кај нас, но мислам дека ако вложуваме во себе и ако даваме, и ќе добиваме. Треба да сакаме, што работи, да, и треба да сакаме за да добиеме. Посака и ќе добиеш, тоа е мојата парола. Јас се што ќе си замислам и ќе посакам, силно го посакувам и ми се остварува на некој начин. Така да мислам дека тоа е и нормално фамилијата, децата кои што ме поддржуваат, сопругот кој што ми е во секој момент поддршка, ми помага кога има многу нели нормално и работа и се и да чува деца и се. Што значи тоа, Маја? Тој стои зад видеата кои што ги снимаш или сама? Сама снимам видеа, фотографија, слика. Видеа сама на сталак. Да? Да. За се си способна, односно жена може во се да се снајде. Само треба така, да. Така е. Уште некоја минута до крајот, често си на релација со Косово. Дел од гледачите можеби и не знаат, меѓутоа таму си веќе редовен професор. Да. Што се случува таму, што придаваш и на кое ниво е Косово со модата? Па да, веќе 7 години патувам Скопје Косово еднаш неделно. Предавам моден дизајн на приватен универзитет и на вистина јас сум презадоволна од целата организација таму, како сето тоа се одвива, како сето тоа функционира во однос на модата. Косово, можеби повеќето од гледачите не биле периодов во Косово, но Косово е, можам да кажам, светлосни години нанапред од Скопје. За жал. Да. Ама тоа е реалноста која што живееме. Да. Ништо, ако сите презмислувале со таа парола силно посака и ќе биде возможно, можеби зинева ќе беше на едно повисоко ниво, но до тогаш што е тука е, мораме да функционираме и во какви такви услови. Маја, само накусо следни планови или планираш малку да здивнеш за празниците? Следни планови ќе спремаме новогодишна детска колекција. Ќе се работи, значи? Да, обавезно се работи нон-стоп 365 дена. Тоа е јарецот. Па тоа ме држи на површина. Кондицијата. Токму така. Фала ти многу и навистина ти посакувам успеси на секое поле. Фала и на тебе уште еднаш за поканата.